ден и добре дојдовте во 10 од 10 Фитера подкаст. Јас сум Сара Александрова и сум дел од тимот на Фитера. Како денешен мој соговорник е господинот Иван Конгуловски од компанијата Bioengineering. Добре дојдовте. Добре ве најдов, фала на покана. Како сте? Одлично, фала. Ладничко малце надвор. Гужви. Ладно, да. Кажете ми, вие сте добитници на два проекти од страна на Фитера. Да. Може ли малце да ни објасните повеќе за нив? Па вака првично да направиме едно интро за компанијата. Да. Ние сме фирма регистрирана во уште далечна 98 година. Јас во оваа компанија влегов некаде околу 2005-та, па понатаму го превземав кормилото на фирмата. Во главном се занимававме со истражување и развој. Учествувавме во многу интернационални истражувачки проекти од програмата на Европската комисија. Така. Значи почнувајќи од FP5, FP6, FP7, Horizon 2020 и така натаму. Значи ден сме активни на тоа поле, така да прилично запознати сме со начинот на аплицирање, проекти, буџети, водење и така натаму. Со сите процеси. Така е. Па кога излегоа повиците на фондот за иновации, навистина бевме изненадени, првично бевме малце скептични како сето тоа изгледа. Да, така. Но понатаму со многу информации и податоци кои излегоа и во јавност и кога сето тоа се унапреди малце со вебсајти, комуникации, состаноци, презентации, учествување на инфоденови. Свативме всушност каква е Да, се организира редовно инфосесии за запознавање на сите. Така е. Значи, свативме како сета таа процедура ќе тече и уште на претходниот повик за иновации ние учествувавме на тој повик со еден проект што се вика Вином. Како дојдовте до таа идеја? Вака, нашата компанија располага со неколку лаборатории. Тие лаборатории се во полето на индустријска микробиологија, да речеме, кај што имаме акредитирана лабораторија за храна и за вода. И друга лабораторија што се занимава со персонализирана генетика и персонализирана медицина. Значи, едното е во светот, да речеме, на индустрија, екологија, другото е во health. Така. Во многу од нашите решавање на проблеми, на индустријски проблеми, се среќаваме со некои идеи кои понатаму може да ги развиеме во краен производ. Гледаме што фали, да речеме, на пазарот. Во доста комуникации со винари свативме дека има еден недостиг на еден производ што се вика квасци. И сме увозно зависни од тој производ. Најчесто увезуваме Франција, Холандија, Кина, Италија и така натаму. А ние располагаме со огромни лозови насади, што всушност и паралелно на сето тоа увидовме дека винариите сакаат да презентираат една многу убава приказна, односно нешто што е геолокално, значи локално, традиционално, препознатливо вино и така натаму. Така користиме наше грозје, користиме наша почва, наши експерти, наши енолози и така натаму. Е сега така е, за да биде целокупното производство македонско, треба да користите баш оној аспект што прави таква ферментација, алкохолна ферментација. Тоа го прават квасците, значи од грозјето да добиеме вино, мора да искористиме квасци. Исто така квасите кои ги увезуваме поминале низ истата процедура. Тие биле селектирани од природа и биле донесени кај нас, така. Али тие кваси, например, еволутивно се аклимирани на услови од каде што биле земени, така? Да. Се разликуваме ние од Холандија во сончеви денови, во влага и така натаму. Така да тоа е со милениуми некоја еволуција која имаме тука во регионов, која е различна од таа од странство. Така да првично решивме тоа сето сами да го работиме како идеја, но е голем зафат и е премногу работни часови и финансиски средства и така натаму.
Така да решивме да аплицираме со тој проект. Дали би во беше Фондот за тежок иновации. процесот на апликација, на прибавување на сите документи што требаше да ги доставите тука? Не, воопшто. Дали имавте ли поддршка од вработените тука во фондот? Дали ви помагаат во целиот тој Прилично процес? позната ни е процедурата, се консултиравме за новитетите на секој повик. Секој повик знае да има некои минимални промени од претходен и така натаму. Во однос на правилата на игра, во однос на ројалти, не ројалти, така натаму. Така да многу пажливо треба да се разгледува таа документација за да сватите што сакате вие да постигнете, што сака фондот со таа инвестиција исто така да постигне и треба да најдете некој мечинг јазик за сето тоа да биде смут, така. Нели целта на фондот е да им помогне на компаниите за да бидат уште поуспешни од што се веќе. Така е, исто така со помош на тие, ајде да речеме еден вид на некој ситен ројалти, би овозможил фондот да стане самоодржлив, така? Доколку вашиот производ успее, не само што вие ќе бидете успешни како компанија, туку vice versa, значи ќе биде и фондот успешен преку вас. Значи тоа е и целата идеја на постоењето на фондов и ние, значи како компании се трудиме најмногу што можеме, значи целата енергија даваме за тоа да биде успешно за двете страни. За двете страни. Така да, прилично ни биле од помош колегите ваши што работат тука, особено во делот на ревизии, на квартални извештаи и така натаму. Подсетувања. Да. Колегите од мониторинг си ја знаат работат. Дефинитивно. Од денешен аспект, како гледате на целиот тој процес што поминал? На почетокот малце е интимидирачки, да речеме, дека се впушташ во нешто што е ново, така? Да. Звучи малце мистично. И од кога ќе ви се демистифицира тој цел процес на апликација, водење, проект, финанси, буџети и така натаму, понатаму станува буквално како секој друг проект што се надевам и други фирми ги имаат работено. Доколку имате некој сериозен партнер надвор од земјава и соработувате на некоја сделка, сигурно на сличен начин би се однесувала према вас, како што и е барањата од фондот. Значи се треба да биде транспарентно, се треба да биде навремено, уредно и така натаму. Значи, доколку сето тоа го следите, не мислам дека е нешто... Нема никаков проблем. Така. Која е вашата порака што би ја пренеле на следните компании или сите што сакаат да аплицираат тука во Фонд за иновации? Видете, технологијата толку многу брзо се движи во светов, што верувам дека, немаме толкави индустријски и иновацијски капацитети, да речеме, колку што е еден Силикон Вели, поради, инфраструктурно не сме толку обезбедени и така натаму, но тие технологии многу лесно можеме да ги искористиме и реискористиме за наши потреби, наоѓајќи ја нашата нишка во таа мини индустријски процеп, како, например, ова. Така, главната индустрија е некоја винска индустрија, ние сме во делот на микробиологија, индустријска микробиологија, но сето ова резултира финално со едни прекрасни квасци кои може да се такмичат со елитата на француски квасци и така натаму, кое што пак може доста лесно и далеку поевтино да се произведува тука. Така да, почнувајќи и гледајќи од таа мини нишка што ја наоѓаме ние и за потребите на македонскиот пазар, таа понатаму би растала регионално па и интернационално. Зашто да не? Тоа е целта на сите. Така. Дали повторно вие би аплицирале во иднина во Фонд за иновации? Да, дефинитивно, особено ако имаме нешто што гледаме кај што инфраструктурно и финансиски би можел фондот да ни помогне. Да не заборавиме исто така и конекциите и нетворкот кој го имаат со експерти. Така, да. Надворешни кои доста можат да помогнат во пенетрација на пазар надвор од оваа држава. Така да, дефинитивно, зашто да не. Ни помогнале до сега, па и понатаму. Зашто да не. Иван, многу ми е драго за овие успешни проекти. Се надевам дека во иднина ќе имате уште многу успешни такви проекти.
Ти благодарам на денешното гостување во оваа четврта епизода на подкастот од Твитера 10 од 10. Во следната епизода на подкастот ќе биде господинот Миле Шошевски од Скопје. Ви благодарам и на вас, пријатно.